Третото прашање, исто до градоначалничката Арсовска. Јас морам вака да го формулирам и морам вака да спомнам, затоа што излегува многу нејасноти и последниве денови во јавноста. Христијан Мицкоски, лидер на партија, на партиски настан, кажа дека тој преговарал за набавка на 100 нови електрични автобуси. Во кое својство? Моето прашање до градоначалничката е кој го овластил и во кое својство лидер на политичка партија преговара за набавка на автобуси за потребите на град Скопје. Ова е особено важно, бидејќи денеска во Сурот имаше признанија за нелегална набавка на кинеските автобуси, а најавата на Мицкоски зборува дека станува збор, можеби, за речиси идентична набавка и евентуално ново кривично дело. Второто прашање, врзано со ова подпрашање, е исто до вас, градоначалничке Арсовска, и се однесува на прекинатиот проект за бас Rapid Transit. Ова е четврто прашање. Не, ова се прашање во врска со превозот. Значи ова се прашање во врска. Им дозволивте, ама не дозволив 4 прашања. Не се извинувам. Се однесува за истиот проблем. Брз Rapid транспорт нема никаква врска со ова што поставивте, кој преговарал, како преговарал. Немате право на четврто прашање. Нема да ме прекинете. Јас ќе ве прекинам и ќе ви одземам збор затоа што три Не, се извинувам. 3 прашања. Има секакви прашања. Има една нејаснотија. Дали моето прашање, ова што го кажав како увод, сега поставувам прашање. Дали ги имате деталите за оваа набавка на 100 електрични автобуси, начинот на нивно плаќање, имајќи предвид дека вие на 21 февруари јавно кажавте дека во буџетот на градот Скопје не се предвидени пари за набавка на нови автобуси и дали заради тоа се стопират претходно проектот заради оваа набавка? Тоа ми е прашањето. Толку. Благодарам.